Овој дрон може да скрши прозорец за да лета внатре во зграда во опасни услови, да навигира и да создаде 3D мапа на околината без употреба на GPS и да воспостави двонасочна комуникација со преживеаните од природна катастрофа или напаѓачите во случај на заложничка криза. Ако падне на земја и се отпреврти, може повторно да се позиционира и да се лансира во воздухот. Стартап компанијата во Сиетл има за цел да обезбеди дронови за првата помош. Компанијата веќе го распореди својот модел на беспилотното летало Лемур 2 со неколку агенции за спроведување на законот во САД. Долгорочно навистина сме заинтересирани за ова идеја полицискиот хеликоптер да стане застарен и да користиме дронови и да одговориме на сите повици на 911 за неколку секунди. Можеме да се ослободиме од употребата на дронови за испорака на Наркан и Епипенс. Со тоа ќе им се овозможи на пожарникарите термички преглед во живо на структурата, пожарот дури и пред да пристигне на местото на настанот. Полицијата може да добие информација дали тоа што го држи лицето е запалка или пиштол пред да се појави на местото. Развојот, прототипот и производството на дроновите се одвиваат во истата зграда во Сиетл. Компанијата го нема луксузот да набавува ефтини компоненти од други земји. Целиот глобален синџир на снабдување за компоненти на дронови е базиран од една држава, а тоа е Кина. Ние не користиме никаква електроника или силикони од Кина, Русија, Иран или други земји кои се на списокот на ентитети, зашто моравме да изградиме домашен синџир за снабдување на сите компоненти кои се наоѓаат во внатрешноста на дронот. Дроновите на Бринк започнаа како уреди во затворен простор, но компанијата ги подобри своите можности на отворено откако истите беа користени за извиднички и спасувачки мисии во Украина и по земјотресот во Турција во 2023 година.